Анкетирани граѓани на Македонска Каменица изразија задоволство од работата на актуелната градоначалничка, која деновиве подготвува отчет за сработеното. Дел од анкетираните на тема колку сработила локалната власт за 3-годишниот мандат, велат дека од општината добро си ја работат работата и при тоа изразија задоволство што Македонска Каменица е модерна рудничка населба која добро напредува. Нешто направија и па се гради и Каменица добро се гради. За са. Добри се си, работат си, нената работа си ја гледа и готово. Имајќи го предвид неодамнешното излевање јаловина во коритото на Каменичка река, дел од анкетираните сметаа дека повеќе внимание и војднина треба да се посвети на екологијата. Па на екологијата, ето, на чистотата. Добро. Повеќе внимание да се обрне. Градоначалничката Сонја Стаменкова и самата потврди дека е фокусирана на изготвувањето на својот отчет за 3-годишната работа, но информираше дека тоа не ја спречува општината да работи на неколку проекти кои треба да бидат реализирани до крајот на месец ноември. Во моментот се прави план, се измени планот за месец ноември и месец ноември подготвуваме повеќе јавни набавки во вредност од 48 милиони денари. За Стаменкова најголем успех за оваа година општината постигнала со реализација на проектот за реконструкција на уличното осветлување во градот по ЕСКО моделот. Овој проект е многу значаен за нас затоа што има огромни заштеди, заштита на животната средина. После ковид, ако кажем дека ние имаме дневна заштеда од 14.500 денари, ќе знаат граѓаните за каков проект се работи. Од општината додаваат дека во меѓувреме ќе продолжат со активностите на полето на инфраструктурата. Од таму додадува дека се гради улица во должина 600 метри. Се работи на патно поврзување на селата Косевица и Луковица, додека во тек и реализацијата на проектот кој е идејно решение на младите од Македонска Каменица, по чија иницијатива се гради паркот Младост.